спасител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележа денот. Мицкоски ја заврши реконструкцијата на владиниот кабинет. Се чека одлука на партиските тела. Без успех заврши координацијата во собрание. Измените на изборниот законник ставени на пауза. 300 евра за испит. Приведена професорка од Универзитетот во Штип со парите во раце. Министерството за здравство тврди дека хируршките сали се во функција. Опозицијата обвинува дека здравјето на граѓаните е во ризик. Системот за климатизација се уште чека дел од Италија. Нов пожар на депонијата во Визбегово. Русија размислува за увоз на гориво за да го стабилизира домашниот пазар по украинските напади врз руски рафинерии. Во овие вести во живо со последните информации за реконструкцијата на владиниот кабинет. Останете со нас. Како што беше најавено, разговорите за реконструкцијата на владиниот кабинет завршуваат денеска. Лидерите од владината коалиција ги договорија измените, но се очекува одлука на партиските тела. Последните информации ги има колегата Александар Спасовски, го имаме во живо во овие вести. Александар, кои се последните информации, какви се најавите? Иван, остануваат практично оние информации кои што ги имавме во текот на вчерашниот ден, имајќи предвид дека оние 6 министерства кои што ги кажа генералниот секретар на вреди се тие кои што се единствени како информација за ресори што се однесува до кадровскиот состав на новиот кабинет на Мицкоски. Се уште немаме информации, детали до овој момент не може да се добијат официјални ниту од коалицијата Вреди, ниту од Знам, ниту од ВМРО ДПМН, што и не изненадува, особено ако се има предвид дека премиерот Мицкоски најави дека лично ќе ги соопшти имињата на пресконференција која што ќе се одржи по седмицата на извршниот комитет на ВМРО ДПМН некаде околу 21 час од вечерва и веројатно тогаш ќе го знаеме и целиот персонален состав на владата. Денеска поставувавме прашања на сите пресконференции и изјави за медиуми каде што се појавуваа функционери од владачките партии, меѓутоа не добивме одговор. На седница на извршниот комитет на ВМРО ДПМН ќе бидат оформени и комплетирани оние имења на министри и нови министерства кои ќе бидат предводени од ВМРО ДПМН. Станува збор за искусни, квалитетни кадри кои ќе продолжат со реформи, кои ќе продолжат со проект повеќе за граѓаните и со визија за подобра иднина во која што ние сите заслужуваме да живееме. Во кој место ќе биде или кои министри ќе одат или ќе бидат разрешени или ќе има менување на ресорните места, тоа нормално дека коалиционите партнери на крај ќе седнат и ќе разговарат и на крај ќе одлучуваат. Александар, како што кажа, се очекува целосниот кабинет да го објави Мицкоски вечерва околу 21 часот. Најмногу информации за сега има од коалицијата Вреди, речиси се познати и сите кадровски решенија кои што доаѓаат како предлог од оваа партија, меѓутоа нема никаква информација во однос на движењето Знам. Кои се информациите од Знам? Да, очекуваме повеќе детали од Знам на пресконференцијата во 18:30 која што ја најави партискиот лидер Максим Димитриевски. Веројатно тоа ќе разреши и она дилема кое министерство ќе го добие партијата Знам, имајќи предвид дека веќе е познато дека ресорот правда оди кај кадар на Вреди. Веројатно се знае дека Знам ќе има 2 министерства, значи ќе ни фали едно, ќе треба да дознаеме токму тогаш кој ќе биде ресорот кој што ќе го добијат Знам. Се шпекулира дека тоа би можело да биде Министерството за земјоделство, но тоа останува на ниво на шпекулации. Она што до овој момент имаме како сигурни потврдени информации се вкупно 6 рокади. Од Министерството за добро владење веќе е заминат Арбен Фетај. ВМРО ДПМН го отстапува Министерството за односи меѓу заедниците, од каде
каде што исто така веќе официјално се одјави министерот Иван Стојковиќ, исто така ВМРО-ДПМН го отстапува Министерството за култура, тоа ќе оди во редовите на Вреди. Од Вреди исто така си заминува Фатмир Лимани од Министерството за социјала, демографија и млади. Нема официјална информација, но се очекува и овој ресор да отиде во ВМРО-ДПМН. Како што веќе спомнав, знам се откажува од ресорот правда, кој што оди кај партијата Вреди, а Вреди пак се откажува од ресорот здравство, кој според се уште неофицијални и непотврдени информации ќе оди во редовите на ВМРО-ДПМН и со тоа практично Вреди се откажува од 3 ресори, а добива 3 нови ресори. ВМРО-ДПМН исто така на некој начин ги превзема сите оние ресори кои што ги остава Вреди. Како што кажав, единствена непозната останува, знам и дали ресорот земјоделство кој што им се нуди би го прифатили, и со тоа би се заокружила некоја реконструкција која што во овој момент според овие информации би опфатила вкупно 7 ресори, имајќи предвид дека владата има 24 министерства, се под 8 ќе значи избор на нови министри, додека доколку се случи да имаме реконструкција на повеќе од 8 ресори, тоа ќе повлече практично една процедура во собранието која што е идентична како при постапката за избор на цела нова влада. Како што реков, во отсуство на официјални информации се шпекулира со многу имиња, многу можности. Некои извори велат дека може да дојде и до повеќе од 8-9 промени на ресори. Се покрај земјоделство се споменуваат и ресорите образование, ресорот спорт, исто така и она министерство без ресор кое што традиционално се отстапува на кадри на ромските партии, така што неверојатно, туку сигурно во текот на вечерта ќе имаме прецизни информации. Некаде веројатно до крајот на оваа работна недела би можеле да очекуваме сите овие предлози за нови министри, во зависност од тоа дали ќе бидат под 8 или над 8, додат во собранието и некаде пред викендот да го добиеме и новиот состав на кабинетот на премиерот Мицкоски. Да, Александар, првите официјални информации ги очекуваме веќе во Централниот дневник во 19 часот, секако ќе информираме во живо. Ти благодарам за ова вклучување во вестите. Потешко оди обидот за договор околу измените на изборниот законник, ниту 2 средби за координација во собранието не помогнаа да се усогласат ставовите за да се продолжи со процесот. Главна причина за несогласување според партиските извори останува диаспората. За утре е договорена нова координација. Пропаднаа двата обида на пратеничките групи да се закаже комисија за изборниот законник. На интензивни координации зад затворени врати пратениците не постигнаа договор за да се спречи најавената блокада од СДСМ и Левица. Извори за сител од мнозинството велат дека разликите остануваат. За дел од точките постои приближување на ставовите, на тоа не значи конкретен договор. Утре во нови обиди ќе пробаат да ги доближат ставовите. Според брифинзи од опозицијската СДСМ договор нема, ниту пак тие се откажуваат од намерата да поднесат 10.000 амандмани за да го блокираат изборниот законник, ниту пак ја прифаќаат понудата на премиерот да предложат амандмани со кои ќе бараат корекција на начинот на заокружување и поднесување приговори и истите веднаш ќе бидат прифатени. Според истите извори, прашањето за гласање на диаспората останува најголем камен на стопнување, затоа консултациите продолжуваат. И од Левица вела дека има придвижување, но детали нема да кажат во кој дел се доближиле ставовите. Од пратеничката група вела дека во работната група е завршена голема работа, но утре или најдоцна до четврток ќе се знае судбината на изборниот законник. Владеачката ВМРО-ДПМН ја повтори понудата на Мицкоски, ги повикуваат СДСМ и Левица да поднесат амандмани и консензуално да се изгласа изборниот законник. Венко Филипче и Димитар Апасиев со блокада на овој закон сакаат директно да и нанесат штета на Македонија во делот на исполнување на реформите од реформската агенда, но и во повлекувањето на средства од планот за раст. Интегративците пак велат дека нивниот став е конзистентен, дека изборниот законник мора да се носи со етнички и политички консензус. Донесување на изборниот законник треба етнички и политички консензус. Без етнички и политички консензус не може да се донесуваат правила кои се поставуваат правила за изборите, било тие парламентарни, било тие локални избори или председателски. Од Вреди очекуваат опозицијата да покаже разум.
Сметам дека сепак опозицијата ќе се вразми и ќе ги поддржи овие измени. Собранието со 59 гласа за ја изгласа потребата да се донесе законот по скратена постапка. Ивана Соколович најдова, Сител телевизија. Каква порака испраќа Мицковски со реконструкцијата на владиниот кабинет? Дали одлуките се резултат на испорачаните резултати или само партиски договор? Затворено ли е прашањето за предвремени избори? Тема на денот со Петар Арсовски. €300 за испит пробарала професорка од Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Студент од Турција ја пријавил во полиција, па со обележани пари отишол на испитот. Од универзитетот ги охрабруваат сите кои имаат информации за корупција да пријават, а во академската заедница велат дека нема место за никој што ја злоупотребува својата позиција. Универзитетот Гоце Делчев од Штип соопшти дека има политика на целосна нетолеранција кон корупцијата и дека во академската заедница нема место за лица кои ја злоупотребуваат својата функција, го компрометираат угледот на високото образование и ја нарушуваат довербата на студентите. Реакцијата следува по денешното приведување на 39 годишната ТА, професорка на Факултетот за медицински науки, која е осомничена дека побарала подкуп од €300 од студент од Република Турција за да му овозможи да го положи испитот. Иако се залагаат за висок интегритет, ниту еден систем не е целосно заштитен од поединци кои свесно ги прекршуваат законите и ја злоупотребуваат довербата што им е дадена. Токму затоа целосно ги поддржуваме активностите на надлежните институции во борбата против корупцијата. Само со професионални законити и неселективни постапки може да се откријат, санкционираат и трајно да се отстранат ваквите појави од академскиот систем. Веруваме дека токму ваквите постапки се единствениот пат кон поселни, поздрави и покредибилни институции. Така се штитат интегритетот, угледот и достоинството на високото образование и се зајакнува довербата на јавноста во академските институции, се вели во соопштението од УГД. Само со навремено пријавување, професионално постапување и доследно почитување на законот, можеме да изградиме систем во кој знаењето, честноста и личниот интегритет ќе бидат единствените критериуми за успех, а оние што ја злоупотребуваат довербата што им е дадена, нема да имаат место во академската заедница. За Сител, Трајан Ристовски. За корупцијата во здравството најчесто се плаќа за побрз преглед кај специјалисти кревет или операција без чекање. Истражувањето на ЕСЕ покажало дека речиси 84% од здравствените работници сметаат дека корупцијата е делумно или многу распространета во секторот во кој работат, но само 14% од нив признаваат дека биле лично вклучени. Недостатокот за термини на преглед кај специјалист, прием кај конкретен лекар, добивање болнички кревети и долгото чекање на списокот за операција ги тера луѓето да подмитат доктори, плашејќи се за своето здравје. Истражувањето на Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост кај жените покажува дека 84% од здравствените работници сметаат дека корупцијата е делумно или многу распространета во нивниот сектор, но ниски 14% од нив признаваат дека биле вклучени или сведочеле на ваква појава. Најчестиот случај на корупција е во вид на пари. Тоа се скапи подароци или воучери кои што се дават како форма на наводна благодарност. Меѓутоа има и уште посуптилни како што е упатувањето од редовен термин во приватен термин кај истиот доктор. Значи, не е можност да биде прегледан пациентот во редовниот термин кај што добил упат или дошол до приоритетен упат, упатен е на терминот кој што е приватен по платни и треба да го плати во целост. Загрежувачко е присуството на неформални плаќања за гинеколошко-акушерски здравствени услуги. Според истражувањето, подкуп во повеќе од 50% од случаите се купува порадување со царски рез, без медицинска индикација, како изборот за конкретен гинеколог или тим за порадување. Фрапантна е информацијата дека секој пети здравствен работник слушнал или дознал дека колега или колешка побарале или очекувале сексуална услуга од пациенти. Мораме да кажеме дека е присутна не само во односот на здравствени работници со работници кон жените пациентки, туку и внатре помеѓу здравствениот персонал. Според мислењето на здравствените работници за борба против корупцијата, неопходни се системски мерки. Истражувањето на ЕСЕ е спроведено преку анкета на 410 здравствени работници и соработници, како и полуструктурирани интервјуа со 21 директор или раководител на гинеколошко-акушерски здравствени установи. Габриела Лескова, Сител телевизија.
По информациите за сериозен дефект во системот за разладување во операционите сали на клинички, министерот за здравство тврди дека хируршките сали се во функција. Опозицијата пак обвинува дека здравјето на граѓаните е во риск. Од заедничките служби на клинички велат дека се уште се во постапка за набавка на нов дел од Италија. Кога ќе стигне потребниот дел од Италија за да се реши проблемот со климатизацијата на хирургија, од заеднички служби не знаат. Поради дефект во системот за ладење во операционите сали на клиниката Туарилуц, вчера беа откажани веќе закажани операции и примале само итни случаи. Од Министерството за здравство тврдат дека на сите други клиники непречено биле третирани пациенти. Најдовме бекап решение, таму веќе се работи и има моменталната ситуација не е тоа што треба да биде, значи чилерите не се сменети бидејќи треба да бидат импортирани од Италија, но бекап варијанта за да може соодветно да се дават здравствените услуги и тоа е функционално. Дефектот во климатизацијата на хирургија пак предизвика и партиски критики. Од опозицијската СДСМ обвинуваат дека власта го става во ризик здравјето на граѓаните. Кога во хируршките сали нема услови за работа, не се одложуваат само операции. Се одложуваат нечии надежи за оздравување, се продолжува нечија неизвестност, се доведува во прашање безбедноста на пациентите. Кој гарантира дека одложувањата се безопасни? Кој ќе сноси одговорност ако се случат компликации поради чекање за операција? Поред информации на сителот клинички, кон крајот на минатата недела поради високите температури прегрел системот за ладење на хирургија, а температурата во дел од салите била неподносливо висока, што пак представува ризик од инфекции за пациентите. Александар Динев, Сител телевизија. Нов пожар на депонијата во Визбегово. Русија размислува за увоз на гориво за да го стабилизира домашниот пазар по украинските напади врз руски рафинерии. Пожарот кој избувна на Двелес во моментов предизвикува неголема загриженост кај службите, но и кај локалното население. Според последните информации од Дирекцијата за заштита и спасување, во моментов еден воздухоплов делува на терен. Нов пожар денеска беше пријавен и на депонијата кај Визбегово. Алармантно кај Велес. Густиот црн чад кој се гледаше од целиот град ги вознемири велешани. Официјално гори сува трева и ѓубре. Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување подготвиле 2 воздухоплови кои треба да помогнат во гаснењето, но за нивното полетување ќе се чекаат подобри временски услови. Меѓу 7 регистрирани пожари денеска повторно депонијата кај Визбегово Шутооризари. Оваа точка гореше и вчера попладнето. Изутрината повторно гореа сува трева и отпад во близина на неколку куќи кои се наоѓаат на територијата на Шутооризари. Визбегово Шутооризари и оваа година е критична точка за скопските пожарникари, кои во минатите денови беа принудени неколку пати да интервенираат на овој потек. Надлежните регистрираа пожари на отворено и во Старонагоричане, Дојран, Долнени и Битола. Само лани шумските пожари направија штети од околу 50 милиони евра. Македонија во последните 7-8 години се почесто се соочува со пожари на отворено во летниот период. Даниел Василев, Сител телевизија. По одлуката на пратениците од АСОМ најавија дека ќе го оспорат законот за игри на среќа пред Уставниот суд. Одвреди пак и денеска тврдат дека измените се остварување на нивната изборна програма. АСОМ ќе го оспори законот за игри на среќа пред Уставниот суд. Се чека подпис да стави претседателката Давкова и да се објави во службен весник, пошто ќе биде поднесена иницијатива против уставноста на законот. Аргументи за поништување на ваквото решение од асоциацијата велат дека има повеќе. Донесен надвор од сите европски стандарди, дека е донесен со енормни давачки за постечките приредувачи на игри на среќа, донесен е со давање на привилегии на одредени правни субјекти преку монопол, конкретно кај игрите на среќа, дистанцирање на приредувачите на игри на среќа нели од основните и средните училишта. Одвлен пак кој го поднесоа законот, задоволни, велат дека нивното предизборно ветување е исполнето и сега очекуваат значително да се намали достапноста на младите до обложувалниците и казината. Бројот
бројот на објекти за игри на среќа низ целата држава ќе се намали за околу 75%. Законот воведува и построги услови за лиценцирање. Се забранува рекламирање, што го представува коцкањето како успех или начин на живот. Според проценките на АСОМ, околу 800 објекти ќе бидат затворени и 10.000 работници ќе останат на улица. Но со индиректните вработувања, бројките се многу повисоки. 50 до 100.000 индиректни вработувања се загрозени со неработењето, односно гаснењето на овој сектор. Тука ќе ги вклучиме, да речеме, агенциите за обезбедување, IT секторот, секторот за набавка на компјутерска опрема, се она што е пропратно потребно за нормално работење на секторот, од средства за хигиена, од потребна хартија за печатење и така натаму. Вчера собранието го донесе законот за игри на среќа, без да прифати ниту еден аргумент од засегнатите, кои предупредуваат дека ќе се зголеми бројот на нелегални обложувања, а на сметка на тоа државата годишно ќе губи по најмалку 350 милиони евра. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Откако разговараа со представници на маркетите, од владата најавија дека ќе има разговори со производителите и добавувачите, а целта е да се спречи раст на цените. Нова рунда разговори за цените на основните производи. Поминато неделната средба со представници на маркетите. Министерот за економија најави дека деновиве ќе се одржи состанок со добавувачите и производителите. Целта е да се заузда поскапувањето преку усогласување на сите алки во синџирот на снабдување. Владата нема пасивно да ги наблюдува случувањето на пазарот. Доколку околностите повторно наложат интервенција за заштита на животниот стандард на граѓаните, ќе ги искористиме сите законски механизми што ни стојат на располагање. Контролите на пазарна се во тек. Дурмиши вели дека извештајот нема да биде готов наскоро, бидејќи се проверуваат илјадници фактури, па очекува резултатите да бидат познати за околу 1 месец. Се прави споредба на набавните и продажните цени на 600 основни производи во 74 групи. Се гледаат сумите од мај годинава со истиот месец лани. На тој начин, Дурмиши вели дека ќе се открие каде точно доаѓа до поскапување и дали некаде има неоправдано високи маржи. Ќе направиме детална анализа, ќе гледаме каде треба да ургираме или со кој треба да се сретнаме, да отвараме состанок и да им кажеме ако случајно има маржа поголема од 10 или 15%. Според Дурмиши, досегашните контроли покажале оти нема зголемување на бруто профитните маржи. Маркетите и премиерот се договорија во јули годишната инфлација да не надмине 3%. Државна статистика пак измери раст на трошоците во мај од 4,8%. Мартин Арсов, Сител телевизија. Се одложи денешното судење за неправилностите во распределбата на европски пари преку ИПАРД програмата, иако требаше да се слушаат телефонски разговори меѓу обвинетите поради обемниот материјал, транскриптите од разговорите во судница беа донесени со количка. Рочиштето се одложи заради влошена здравствена состојба на еден од обвинетите кој се наоѓа во притвор. Случајот го следи Зоран Јаневски. Влошена здравствена состојба на еден од обвинетите го одложи денешното судење за злоупотреби со европски пари од ИПАРД програмата. Од затворот во Шутка утринава го известиле судот дека за обвинетиот Фејзула била повикана итна помош, а лекарите утврдиле дека тој не може да го следи рочиштето. На денешното судење требаше да се слушаат телефонски разговори меѓу обвинетите. Според обвинителството, во нив се договарало како да се заобиколат критериумите за добивање средства од ИПАРД, за обвинетиот Джевдет Насуфи да добие европски пари. Станува збор за разговори снимани 6 месеци обезбедени со посебни истражни мерки. Транскриптите од снимените разговори беа донесени со количка на тркала. Обвинителството дојде со вкупно 12 класери од транскрипти од разговори од спроведена посебна истражна мерка од точката 1. Во овој предмет обвинителството ќе презентира околу 150 разговори помеѓу обвинетите со кои ќе ги докаже наводите. Одбраната тврди обвинителството нема случај. Посочуваат дека Европската комисија веќе информирала оти нема злоупотреба на средства и очекуваат ослободителна пресуда. Европска комисија како најмеродавна, бидејќи се работи за нивни фондови, го кажала своето. Нема дело, нема вина, нема прекршување. Не знам што може фин мерките да дадат друга димензија кога највисокото тело, Европска комисија, кажува свое. Во предметот се обвинети Осумина, меѓу нив и поранешниот директор на платежната агенција Илија Стоилев.
Обвинителството ги товари дека примиле подкуп од 50.000 евра за да овозможат на СУФИ да ги заобиколи критериумите и да добие финансиска поддршка од ИПАРД програмата. Зоран Јаневски, Сител телевизија. На протест денеска излегува пелагониските земјоделци, велат дека државата им должи 70 милиони евра. Пелагониските земјоделци излегува на протест пред подрачното одделение на Министерството за земјоделство во Битола, незадоволни од ниската откупна цена на млекото, неисплатените субвенции и се уште недефинираната откупна цена на пченицата. Земјоделците се пожалија дека државата по различни основи им должи околу 70 милиони евра и бараат итна исплата на заостанатата државна помош. Се пожалија и на тоа дека во екна жетва се уште не е позната цената на пченицата, за која наголемо се шпекулира дека ќе биде само 10 денари за килограм. Субвенциите за посејаното во 2024 година, есента, ги немаме добијано. Значи немаме добијано ни авансно, немаме добијано основна субвенција и додатни субвенции. Јачмено цената му е од 8,5 до 10 денари. А за пченицата цена нема, а нема ни откупувачи. За овие 10 дена, што најбрзо да се исплати сите заостанати субвенции, да се формира цена и на млеко, на жито, и веќе жетвата почна, никој не може да почне да жниот и никој не ќе да откупи. Особено голем проблем имале сточарите кои што одгледуваат кози. Освен што им доцнеле субвенциите, во моментов никој не ги откупувал јарињата, ниту пак имало пласман и откуп на млекото. Како млад козар, 2 години немам земено никакви субвенции. Ми бара 30% јарина да предам во кланица, а мене никоја кланица не ми ги зема. 2 години нема откуп за кози. На пазар не можеме јарина да ги продаваме, дали за струга забрана нигде. 50 јарина дома по 30 кила ги ранам, нема никој не ги зема. Земјоделците истакнаа дека ако за 10 денови не се исполнат нивните барања, ќе започнале со протести и блокади на патишта. За Сител, Дарко Штарговски.